Бујар Османи во засилена офанзива да јадуизира македонската дипломатија. Низ годините, десетици партиски кадри беа вдомени во амбасадите низ светот. Партизираноста на МНР од секогаш била проблем, но со овој министер тој ескалира, вели амбасадорот и поранешен председател на дипломатскиот синдикат Зоран Дабич. Доаѓањето на министерот Османи тоа кулминира и не би претерал ако кажам дека МНР полека станува партизиран монструм. Тоа е институција кај што веќе нема, или речиси нема напредување според заслуги, според знаење, според квалитетот во извршената работа, туку очигледно партиските квалитети се пресудни. Еден од последните кој замина во Берлин на позиција амбасадор е Илбер Села, кој пред тоа беше директор на Агенцијата за спроведување на законот за јазиците на предлог на интегративците. Шпенд Садики, кој беше предлог на Османи во работната група за убедување за уставните измени, замина во Израел. Од претходно испратен на дипломатска мисија е Јагром Буџаку на позицијата амбасадор во Канада. Тој има богата партиска кариера, бил министер за транспорт и врски, потпредседател на собранието, директор на ЦУК, а и кандидат за председател на Македонија на ДУИ во 2009 година. Во Данска е Фатон Бейта, внук на поранешниот градоначалник на Гостивар од ДУИ Невзат Бейта. Во Обединетите арапски емирати е Абдул Кадар Мемеди, кој во периодот од 2008 до 2012 бил државен секретар во МНР. Во Казакстан е испратен Сали Лимани, кој немал партиска функција во ДУИ, но според одредени медиуми во минатото бил активен во кампањите на интегративците. Во Норвешка е испратен Дритон Кучи, кој според фотографиите на Facebook е дел од локалниот огранок на ДУИ во Чаир, од каде доаѓа и Артан Груби. Партиска функција нема амбасадорот испратен во Хрватска Нилаим Фетај, но тој на Facebook има фотографии со Талат Џафери, како и со заменик министерот во правда Агим Нухију. Во Швајцарија е испратен Реджеп Демири, борец од УЧК од 2001 година. Сепак Бујар Османи не успеа баш во трукањето на сите партиски кадри. Теута Арифи не добија греман за Брисел. Уште еден неуспешен обид беше за генерален конзул во Њујорк да биде испратена ТВ презентерката Бесмире и Јупи. Според Дабиќ, тука успехот е кај синдикатот кој навремено предупредил за планот на Османи. Имаше една ТВ презентерка која требаше да оди за генерален конзул во Њујорк, тоа е работа во конзуларниот кор еднаква на амбасадорска, во дипломатскиот кор. И за среќа, мислам, таа работа излезе на виделина со време и се виде целата глупост на еден таков потек. Според амбасадорот Ристо Никовски, ова е еден од начините на ДУИ да покаже и моќ во коалицијата и доказ дека државата во моментов е целосно во нивни раце. Избирањето на амбасадорите веќе одамна се прави меѓу партиите. Со тоа се легитимира државата, а ова сега кога веќе ДУИ де факто целосно има власта во државата, нормално е да ги делегира своите членови, своите симпатизери и така натака и на амбасадорски места низ светот. За обиди за партизација на дипломатијата обвинуваат и од македонскиот дипломатски синдикат, велејќи дека за амбасадор во Унгарија Османи сака да го испрати Илми Селами, поранешен заменик директор на статистика, кадар на ДУИ, но и дека за генерален конзул во Њујорк сака да го испрати Мухди Синани, кој неодамна бил вработен во МНР и не ги исполнувал условите за таа позиција.